Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести, а во нив ќе гледате. Денеска во Тетово свечено беше отворен Центарот за младински активизам. Во Тетово промовирана книгата Хрватски театарски актери и режисери што работеле во Македонија од 1913 до 1941 година на авторот Зоран Пејковски. Со свечена манифестација, Сдруженијето Вешта жена го прослави 30 годишниот јубилеј, а беа прогласени и вештите жени на Македонија за 2022 година. Денеска во Тетово свечено беше отворен Центарот за младински активизам. На настанот присуствуваше и премиерот Димитар Ковачевски. Во долгата листа со неколку страници со работи кои недостигат и би сакал да ги гледам во нашиот град во Тетово, дефинитивно некаде во топ 3 секогаш било да имаме место во кое би одел секој пат кога би имал идеја за проект, работа или што и да е да ја развивам и имплементирам. Во моментов зборувам во прво лице, но овој пат ќе го користам правото да зборувам и на име на вкупно 17.487 млади тетовчани, со кои несомнено ги делиме истите маки. Ако пред 5 години, за да се формира најголемото средношколско движење во државата тука во Тетово, првите состаноци морав да ги одржам во кафулиња и ресторани, денес тоа што стремиме преку овој центар е амбициозните млади луѓе кои ќе имат потреба да развијат нови креативни идеи, да дојдат до Центарот за младински активизам и да ги засукат ракавите за да работат на некоја иницијатива, а кафулињата и ресторантите да ги користат за време на пауза. Се трудам максимално да ги избегнам клишејата денеска, но морам да кажам дека денес е дефинитивно многу важен ден за младите тетовчани. Од денеска овие простори, односно просториите на Центарот за младински активизам, ќе бидат 100% во нивна услуга. Ние имаме закон за средно образование кој што е 20 години веќе во употреба. Не може во време на дигитални комуникации, во време кога има сосема нови средства за комуникација, сосема нови алатки за учење, ние да имаме закон кој што е постар од сите тие алатки и начини на комуникација кои што денес младите ги користат. И затоа министерот за образование веќе работи низ широк инклузивен процес, вклучувајќи и младите, и средношколците, и експертите на изработка на нов закон. Истото се однесува и на националната стратегија за млади, која што е новата во изработка, меѓутоа и на сите други програми кои што владата ги прави за да може младите да најдат перспектива во оваа држава. Тука пред се мислам на грантовите за вработување на млади до 29 години со завршено образование, како и за сите други програми од фондот за иновации до подршката на инвестиции за млади кои што им обезбедуваат да можат да започнат свој собствен бизнис. Ковачевски предпладне заедно со првиот вице-премиер и министер за политички систем Артан Груби, министерот за здравство Беким Сали и генералниот директор на ТАВ Метин Батак ја посетија градската општа болница во Гостивар која доби нова енергетски ефикасна фасада и ПВЦ прозорци. Денес сме тука во општата болница во Гостивар, каде изминатиот период се реализираше исклучително важен проект и за болницата и за гостиварчани, но и за персоналот кој што работи во оваа здравствена установа. Гостиварската болница доби околу 8000 квадратни метри целосно нова енергетска ефикасна фасада и целосно нови ПВЦ прозорци и врати. Во време на енергетска криза и недостаток на енергенси и потреба да се заштеди што е можно повеќе струја, со инвестиција од речиси 480.000 евра, обезбедени преку ТАВ програмата, средства насочени за реалните потреби на граѓаните и во инфраструктурни проекти, гостиварци денес имаат топла и енергетски ефикасна болница, а докторите кои што работат во неа, заедно со пациентите кои што доаѓаат, имаат навистина објект во кој што може да се чувствуваат многу подобро од она што беше претходно пред да се изврши оваа комплетна реконструкција.
Today we are here to mark the finished reconstruction of the facade. Денес сме тука да одбележиме завршената реконструкција на фасадата на Гостиварската општа болница како еден од 94 проекти од владините проекти кои се финансирани од нас, од ТАФ Македонија. Овде градежните работи започнаа во јануари оваа година, а завршија кон крајот на јули, со што обновена е целата површина на фасадата на зградата, односно 8150 метри квадратни, со поставување на нови прозорци, па така сега болницата е сместена во енергетски ефикасна зграда. Драго ни е што покрај нашата основна дејност, а тоа е аеродромското работење, финансирајќи ги овие инфраструктурни проекти заедно со владата и со локалните власти, можеме да додадеме вредност за доброто на македонските граѓани. Владата ќе обезбеди електрична енергија за основните и средните училишта, како и за мерните станици на водните пумпи, изјави министерот за економија Крешник Бектеши. Ние веќе ги презентиравме мерките од страна на владата. Ние сме кажале, децата не треба да губат од образовниот процес. Основните средните училишта во оваа држава ќе работат согласно планот на Министерството за образование за и еден ден да не го изгубат децата. Во делот на електричната енергија, таа обврска ќе ја преземе владата, иако не е обврска на владата согласно закон, е на општините и секако дека ќе им излеземе во пресред. Дали тоа ќе биде во регулиран пазар, вие како што го мислите регулираниот пазар, дали ќе биде преку СМ продажба, пак е од страна на владата како помош. Истото ќе важи и за мерните станици на водните пумпи, се со цел, пошто имаме веќе од неколку општини ги зголемиле цените за вода, колку што знаете 70%, 80%. Тоа не треба да се случи. Имајте во предвид дека треба РКЕ од 1 јануари да донесе нова одлука, ние ќе ги превземеме тие мерни станици за водни пумпи во општините со поевтина цена за накрај тоа да не биде на това на граѓаните. Да, ќе им излеземе во пресред на општините, но наша цел е да им помогнеме на граѓаните, а општините тие надлежности што ги имаат, за жал веќе не можат да ги даваат. Имајте во предвид дека све барат да бидат помогнати од владата. Ние, значи, во државата имаме централна, локална власт. Имаме избори за градоначалници, имаме избори и за собрание. Затоа, кога имаме ние избори и граѓаните ни ја дават довербата, ние првично треба да даваме максимумот со тие капацитети што ги имаме. Дали сте слушнали некоја општина во нашата држава да направи ребаланс на буџетот, па да им помогне дополнително на основните средните училишта, на нивните комунални предпријатија? Не, затоа откако приметивме дека ги зголемуваат цените за вода кон граѓаните, пошто тоа е најлесна одлука да се носи, се предлага во Советот, се зголемува цената и нема никаков проблем, тогаш заедно со премиерот, со целиот тим, посебно со економско-енергетскиот совет, одлучивме дека ние како држава ќе им ги скратиме тие макина. Денес во Демократската унија за интеграција се избираа новите партиски функционери. Имаше четврти состанок на Централниот совет. Централниот совет е највисокиот орган на партијата помеѓу два конгреса. Се сочинува од околу 120 луѓе, дел се избрани од конгрес, дел се по автоматизам поради функцијата што ја имаат. Денеска имаше на дневен ред избор на централно претседателство на партијата. Согласно статутот, претседателот Ахмети предложи листа која што сметаме дека е инклузивна и по однос на регионалната представеност, и по однос на генерацијската представеност, и по однос на половата представеност, и таа беше едногласно поддржана од Централниот одбор, од сите членови на Централниот одбор, и од тука Централното претседателство веќе почнува уште наредниот ден да функционира. Отчетноста е наша постојана задача. Ние отчетност даваме пред вас, пред јавноста, и тоа го правиме, мислам, на најредовно можно. Но се разбира, имаме должност и да дадеме, да бидеме отчетни и кон органите на партијата кои што не има представе, односно предложено. Сега се формира претседателството, денеска се формираше, очекувам до крајот на месецот да се има и првата конститутивна средба. Се разбира, таму ако има интерес, ќе ги представи. Освен централно претседателство, избрано е надзорен одбор
на председателството. Не, тоа е партијата во рамки на статутот предвидува и таков орган кој што ја надгледува работата на председателството. Состанокот е долго подготвен. Значи, не е случајно дека има таква едногласна поддршка, затоа што имаше толку средби. Еве вчера, например, останавме 6-7 часа. Предходно индивидуални средби на Ахмети со сите региони. Така да, ова само зборува за добро подготвен состанок, а не зборува за некаква неактивност на членовите на одборот. Туку све што имале, кажале, тоа што можело да се земе предвид е земено предвид и денеска е дојден со еден предлог кој што е консензуален, кој што ги задоволува сите и така ја добива поддршката на сите членови. Вчера вечер во Тетово беше промовирана книгата Хрватски театарски актери и режисери што работеле во Македонија од 1913 до 1941 година на авторот Зоран Пејковски. Промоцијата се реализираше во организација на Македонско-хрватското друштво Тетово. Книгата Хрватски театарски актери и режисери што работеле во Македонија од 1913 до 1941 година на авторот Зоран Пејковски синоќа премиерно беше промовирана во Тетово. Идејата за вакво дело, како што вели Пејковски, дошла спонтано, додека работел на друг проект од областа на театрологијата. Книгата на едно место ги содржи професионалните биографии на театарските работници од Хрватска, кои што работеле во нашата држава во период од 28 години. Работејќи на еден друг научен труд од областа на театрологијата, дојдов до некои податоци и решив да ги соберам сите тие интересни моменти што се случувале во тој период од неколку години, од повеќе години, и се дојде податокот дека 1913 година е клучна година за блискоста меѓу македонците и хрватите, така што таа година доаѓа Марија Мицика Хрвоевиќ, актерка хрватка во Битола, во Битолскиот театар, и од тогаш фактички заживува тоа заедно пријателство. И веќе 1913 доаѓа и во Битола и Мирослав Крлежа. Е познат најголемите умови и во денешницата и претходно. И така основата, таа основа ми даде за право да истражувам понатаму и така се роди оваа книга. Свој стручен осврт за делото на Пејковски пред нашата камера даде рецензентот на книгата Димитар Пандев, оценувајќи ја како мощно значајно дело од областа на театарската историографија. Оваа книга всушност ја проширува својата историографска тема во една друга насока, во тема на културните односи меѓу два народа, хрватскиот и македонскиот, токму преку театарот. Кога ги имаме предвид овие две парадигми, слободно можеме да извлечеме една возвишена идеја што произлегува од оваа книга, а тоа е дека театарот е дипломатија и дека тоа е она вистинската и можеби првата дипломатија што настапува во контактите меѓу два народа. Овдека прецизно е опфатен еден мощен тежок период од историјата на македонскиот и на хрватскиот народ. Тоа е токму периодот од 1913 до 1941 година, период што во голема мера ги поврзува македонскиот и хрватскиот народ, а една од тие врски е токму театарот. И тоа нам ни го представува Зоран Пејковски, токму преку една пробирлива историографска прошетка низ голем број материјали и весници, и списанија и сето она што можело да се најде за да ја отвори и да ја представи оваа тема, би рекле и на еден поширок театарски фон. Делото на Пејковски ќе се најде во дигиталниот архив на хрватите кои што живееле и работеле во Македонија. У припреми наше дигитални платформи архива Хрвата во Македонија, дојдовме и до података да професор историчар Зоран Пејковски исто ради на некои книзи издавања Хрвата кои се радели во Македонија. Ступили сме во контакт с ним и користимо прилику да промовирамо книгу Хрвати, театарски работници
glumci, režiseri i ostali koji su radili u Makedoniji od 1913. do 1941. To je jedan podatak, dopunjavamo našu arhivu, kao što vidite, koju smo promovirali prije nekih 3 mjeseca, tako da sada imamo jedan dopunu podataka i sa strane od glumaca, ne samo od političara, спортиста, така. Промоцијата на книгата беше во организација на Македонско-хрватското друштво Тетово, кое што изминатиот месец го прослави 20 годишниот јубилеј од основањето. Со свечена манифестација, Сдруженијето Вешта жена го прослави 30 годишниот јубилеј, а беа прогласени и вештите жени на Македонија за 2022 година. 30 години постоење и активна работа денес одбележа Сдруженијето Вешта жена на свечената манифестација која се одржа во ресторан Арена во Тетово. Присутните имаа можност најпрво да ги разгледаат трпезите на надпреварувачките, а воедно и да гласаат за една од нив. Атмосферата за одбележување на јубилеот истовремено и изборот за Вешта жена во повеќе категории и Вешта жена Гран При за 2022 година беше збогатена со богата музичка програма. Председателката на Сдруженијето Вешта жена, Снежана Жана Стојановска, во изјава коментира од какво значење е овој јубилеј. Денешниот ден прославуваме јубилеј 30 години од постоење на Вешта жена. Главната содржина за овие 30 години е една огромна борба за жените да дојдат на пиедесталот каде што заслужуваат. Успеавме, почнувајќи од Тетово, 1992 година со група жени да почнеме една приказна за која и нашето очекување не беше толку големо како што денеска се потврдува на овие средби од сите овие градови дека жената го ужива авторитетот до таму додека самата ќе успее да се избори. Значи, за да се дојде до 30 години постоење, тоа е една голема борба, меѓутоа у позитивен смисол. Жените остануваат на пиедесталот без разлика дали некој им ги признава или не. Резултатите се овие. Квалитетни жени, семејства огромни, со огромна љубов меѓусебна и таа љубов споделена во салата. Тоа е токму Македонија во мало. За победничка во категоријата Вешта жена Гран При беше избрана Петра Атанасовска од Скопје. Присуствував на манифестацијата 30 годишнина од постоење на Вешта жена. Сум многу среќна и оваа година учествувам во категорија за сребрен медал прва година, значи Гран При, и сум пресреќна што го освоив повторно првото место. 2018 година го освоив бронзениот медал и бе прогласена исто за републичка Вешта жена на Гран При. Сдруженијето Вешта жена покрај општинските и републичките надпревари по кулинарство и многобројните хуманитарни акции кои ги спроведува е синоним и за дружба и долгогодишни пријателства. Македонската православна црква Охридска архиепископија викендов ќе изврши канонизација за светител на игуменот Лешочки и народен просветител Кирил Пејчиновиќ како свети преподобен Кирил Лешочки. Канонизацијата ќе се изврши денеска и утре во Лешочкиот манастир и во Тетовскиот соборен храм Свети Кирил и Методи. Македонската православна црква Охридска архиепископија викендов ќе изврши канонизација за светител на игуменот Лешочки народен просветител Кирил Пејчиновиќ како свети преподобен Кирил Лешочки. Канонизацијата ќе се изврши денеска и утре во Лешочкиот манастир и во Тетовскиот соборен храм Свети Кирил и Методи. Канонизацијата започнува денеска со воскресна вечерна богослужба во Лешочкиот манастир од 17 часот, која ќе чиноначалствува митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, информираат од епархијата.
Утредента од 7 часот и 30 минути во Тетовскиот соборен храм Свети Кирил и Методи има воскресна утрена богослужба, додека во 8 часот и 30 минути дочек на архиепископот и архиереите на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Веднаш потоа ќе започне светата божествена литургија и прогласувањето на Кирил Пејчиновиќ за светец, односно Кирил Лешочки. Идејата за канонизацијата на Пејчиновиќ, кој е значаен македонски просветител и еден од првите писатели на народен македонски јазик, дошла од владиката Јосиф, Тетовско-гостиварскиот митрополит на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Иницијативата произлегла од живиот култ кој го има овој црковен деец на просторите на кои се протега Тетовско-гостиварската епархија и пошироко, а особено тоа е видливо во Лешочкиот манастир, каде што се наоѓа неговото гробно почивалиште. Инаку Кирил Пејчиновиќ е роден 1771 година во Тетовско Тејарце, а живеел до 1845 година. Бил голем просветител, народен учител и игумен на Лешочкиот манастир. Го обновил Лешочкиот манастир, каде и почива во црковниот двор. Кирил Пејчиновиќ сите своји дела ги напишал на народен јазик и заедно со Јоаким Крчовски ја представуваат првата генерација писатели на современата македонска книжевност. Од СВР Тетово информираат за изменет сообраќаен режим за време на викендот. На 15 и 16 октомври во Тетово и во Тетовски Лешок ќе се одржат повеќе пригодни свечености по повод канонизацијата на игуменот Кирил Пејчиновиќ во светец Кирил Лешочки. Првиот ден, сабота, од 16 до 19 часот во Лешочкиот манастир ќе биде отслужена воскресна литургија. А во недела планирана е богослужба во црковниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово, која ќе започне во 8 часот. Со цел непречено и безбедно одржување на престојните свечености, на кои се очекува присуство на поголем број верници, верски великодостојници и други гости. Секторот за внатрешни работи веќе реализираше и ќе спроведе повеќе активности од негова надлежност. На 16 октомври од 6 до 12 часот ќе воведе посебен сообраќаен режим на дел од улицата Тодор Циповски Мерџан, односно ќе биде забрането движење на возила на потегот од крстосницата со улицата Иво Лола Рибар до Соборниот храм. Покрај ова СВР Тетово апелира и ги замолува граѓаните да не ги оставаат нивните возила на просторот пред Соборниот храм Свети Кирил и Методи, или ако веќе им се тамо паркирани, навреме да ги отстранат, за да не бидат санкционирани и подигнати од Тетовската паек служба. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова викенд издание на регионалните вести. Имајте пријатен викенд.